Морам да кажам дека нашите забелешки и коментари беа повеќе во делот на студентското организирање. Нели некако во фокусот на јавноста периодов е квалитетот на високото образование, секако положбата на асистентите, професорите се дискутира околу тоа. Автономијата и така натака. Автономијата исто така, што секако нели е многу важно, но некако забележувам дека се занемарува делот на тоа како е регулирано студентското организирање. Согласно законот од 2018 година, последен пат кога беше променет овој закон, студентите се организирани на начин што на секој универзитет постои универзитетско студентско собрание. Она што ние го бараме сега е во законот да биде експлицитно препознаено националното студентско тело како студентска организација на национално ниво, кој што ќе ги обедини сите овие универзитетски студентски собранија од секој универзитет. Зошто? Затоа што сметаме дека мора да биде препознаено институционално, ако сакаме нели студентите да бидат вклучени на вистина во работата на одборите за акредитација, евалуација низ органите на Министерството за образование и наука, потребно е да бидат препознаени институционално и нешто што исто така е многу важно е што мандатот на универзитетските студентски собранија досега беше 1 година со право на реизбор. Во овој закон стои 2 години со право на реизбор. Нашата забелешка е дека не треба да има право на реизбор и еден студент да може само 2 години да биде претседател на универзитетско студентско собрание. Зошто? Затоа што многу лесно може да дојде до злоупотреба и да дојде до прекумерна концентрација на моќ